Дали вакцините може да бидат причина за аутизам? Може би да е некаков тригер. Може да е некаков тригер на нешто што веќе постоело, само да го разбуди. Ама не е докажано, така да не можеме да го тврдиме тоа се додека не се докаже. Како екраните влијаат на детскиот развој? Цртаните што ги имаме се со многу големи визуелни ефекти и ни даваат преголема стимулација на мозокот на детето и потоа децата стануваат зависни. Ова епизода ја посветуваме на нешто за кое што ретко се зборува јавно. Светот на децата, за децата со потешкоти во развојот и за вистинските предизвици со кои се соочуваат нивните семејства. Ова е разговор за различностите кои што не треба да не плашат. Треба да ги прифатиме, да ги разбереме и да ги учиме. Разговор што ги засега сите родители, дури и оние што мислат дека не ги засега. Проблемот на модерното време – екранизација. Како влијаат екраните на развојот на детето? Децата прво треба да го научат кој е нивниот мајчин јазик. Јас ги советувам родителите, ако веќе гледа, да се гледаат од старите цртани и да се гледа на македонски јазик, пошто тука имаме и друг проблем. Мајчин јазик им станува англискиот јазик. Зошто се повеќе деца доснат во развојот? Во новата епизода разговараме со Михаела, дефектолог и основач на Служувалка Плюс, центар каде што децата не се гледаат низ дијагнози, туку низ можности, каде што се гради говор, внимание, моторика и каде родителите добиваат поддршка, а не притисок. И допревме и најчувствителните теми: рани знаци на аутизам, избегнување на комуникација, невртење на своето име, стереотипни движења, неприфаќање на нови работи. Зошто бројката на деца со аутизам расте? Сега секое 36 дете се раѓало со некаков елемент од аутизам. И кои се трите најчести грешки што ги прават родителите? Прекомерна екранизација, премногу заштитнички кога се родителите поставени кон своите деца и неприфаќањето. А ја отворивме едно од најважните и најболните теми – инклузијата. Но не она на хартија, туку она вистинската инклузија која што треба да се одвива во училиште, во училниците, низ ходниците, на одморите, во секојдневието на детето. Има инклузија, ама треба многу да се работи на таа инклузија. Ова е можност да погледнеме што може да се поправи во системот. За секој дете да има шанса, поддршка и место. Секој прашање носи приказна, а ние сме тука да ги слушнеме, да ги разбереме и да ги најдеме вистинските одговори. Затоа што секој дете, секоја приказна, сите заслужуваат место каде што ќе бидат слушнати. Не ја пропуштете новата епизода на уште еден подкаст во четврток со почеток од 20 часот на YouTube каналот BMG Network.